Апелацискиот судија Енвер Беџети ја нарушил довербата на јавноста во судството и судската власт, како и во правната држава и владење на правото, што го прави истиот недостоен за вршење на судиската функција. Ова е наведено во решението со кое судскиот совет и формално го разреши Беџети, откако тој се најде на американската црна листа поради корупција во врска со предметите што се водеа против екс-директорот на УБК Сашо Мијалков. Советот најде дека судијата ЕБ сторил потешка дисциплинска повреда што го прави недостоен за вршење на судиската функција поради потешка повреда на јавниот ред и мир и други посериозни форми на недолично однесување со кое се нарушува угледот на судот и неговиот углед од причини што истиот е ставен на црна листа од Стејт департментот на Соединетите Американски држави како судија кој е вмешан во значителна корупција преку примање мито за предмети поврзани со поранешниот директор на УБК СМ. Стои во решението на судскиот совет, кое било донесено во мај, но досега не беше објавено бидејќи тој поднел жалба. Во меѓувреме беше суспендиран од судиската функција, а Врховен го потврдил решението на седница од 3 септември и истото на 22 било доставено до судскиот совет, кој потоа го објавил во службен весник, со што постапката правосилно е завршена. Инаку Беџети во своја одбрана навел дека предметот тврди на Таргет го држал во фиока подолго време поради пандемијата и големиот број други предмети по кои постапувал, за што веќе бил парично казнет. За него недолично однесување се подразбира судија во алкохолизирана состојба, а тоа што се нашол на американската црна листа го смета за еднострана одлука. Соопштението од Стејт департментот на САД е акт донесен од политичко тело на странска држава и не е акт донесен од судски орган. Самата постапка која е водена од политичкиот орган Стејт департментот на САД е едностранна постапка без засегнатото лице да е запознато дека е против него се води било каква постапка. На црната листа на САД Беџети се најде на крајот од минатата година, заедно со поранешниот вице-премиер Артан Груби, под сомнение за примање мито и долговлекување на предмети поврзани со екс-директорот на УБК Сашо Мијалков. Груби пак е во бегство од јануари годинава, откако против него беше отворена постапка за злоупотреби во државна лотарија. Во јануари годинава обвинителството соопшти дека отворило предистрага во која освен Беџети и Груби се истражува и дали во чувањето во фиока на предметите поврзани со Мијалков учествувало и трето лице, но таму се уште нема известување до каде е постапката.